Добро утро до колегите во студиото и добро утро до сите оние кои што не гледаат моментално ова утро, односно ја гледаат нашата утринска на Телма. Покрај оние секојдневни чести трки, така да ги наречам, на Шричин маратон, имено на 8 јуни се одржува првиот ултрамаратон од нивна страна. Станува збор за 6 часовна, 12 часовна и 24 часовна трка. Повеќе детали за ова трка, овој ултрамаратон, ова утро ќе ни открие мојот денешен гостин, организаторот на овој маратон, Васко Јованов. Добро утро и добро дојдовте во утринската на Телма. Добро утро, Марија. Да кажеме дека ова е прв уличен ултрамаратон, значи во Македонија има тековни планински ултрамаратони. Ова е прва улична ултрамаратонска трка во Македонија. И настан, како што рековте, има значи 3 трки, 6, 12 и 24 часа. И почетокот ќе биде баш овде кај што стоиме се трча во круг и кругот е во должина 1739 метри и временски ултрамаратон значи тркачи може да трчаат максимален број на километри во одредено време. Во одредено време, но еве за пример ќе ја земам 24 часовната трка. Вака кога ќе напоменам 24 часа маратон, може би звучи малку страшно. Колку паузи имаат самите учесници во текот на таа трка? И општо ве прашувам, но поготово за таа трка. Како ќе оди целиот тој процес? Временски тркачи не се ограничени колку време ќе одмараат, ќе трчаат или ќе одат. Значи дозволено и одење, пешачење, одмор и течење. Во тој период може значи да прават било која од овие три работи и тркачот што ќе помине најголема дистанца е фактички победник на трка. Значи не постои притисок кај што може, значи треба да завршиш одредена дистанца. Така да овие трки се пред се луѓе се потпираат на својата способност, не се ограничени временски, него максимално колку што може да истрчаат, трчаат. Напоминавте дека стартот на овој уличен маратон е токму овде кај самото мостче кое што се наоѓа веднаш зад нас, односно во градскиот парк близу Луна парк. Која е она траса на трчање, односно низ кои се точки во градот ќе се одржи овој маратон? Значи ултрамаратонот го трчаме во парк и патека е кружна. Од овде кога почнува, значи истиот круг се трча многобројно пати и завршува исто во одреден час на истото место. Почетокот и стартот се баш овде пред мостот. И се идејава на тие кружни трки, не почнуваме од една точка и завршуваме на финална крајна, е да имаме што е можно повеќе супорт, повеќе значи подкрепа до освежителна станица, каде што ќе можеме на тркачи да им понудиме добро искуство. Значи нормално дека на овие трки потребно е да има добра освежителна станица со јадење, со храна, со све. И основачот на овие трки, значи Шричин мој, како првенец, еден од првенците на ултрамаратонски трки во Америка, во Њујорк, ја има замислено идејава како трки на себе навинување, кај што не се работи за трки со парични награди, него секој еден може да го извади максимумот од својата природа и да си ги тестира своите способности на овие трки. Секако ќе ве прашам на крај за не паричен награден дел, но се разбира дека ќе има и друг вид на некоја награда за самата нивна чест. Кажете ми колку учесници имаме досега пријавени, со оглед на тоа дека ако не се лажам, пријавувањето трае се до 3 јуни, односно 5 дена пред стартот на уличниот маратон. До сега има 35 учесници пријавено. Ова се значи ултрамаратонските трки кај нас доскоро се броја на прсти тркачи. Значи не се толку популаризирани во Македонија, ама постепено значи се поголем број се пријавуваат и очекуваме до кај 50 тркачи да има за овакви трки сосема доволно, зашто сепак се работи за секој може да се проба, секој може да трча, нели како што реков, нема притисок за поминување на одредена дистанца, и тоа се сепак захтевни, треба да бидеш у еден дел физички спремен, најмногу ментално и психички подготвен за овие трки. До сега имаме 35 пријавени.
кој е највозрасниот, а кој е најмалиот учесник што е и физички и психички подготвен? По име тркачи не ги памтам што се пријавени. Најмладиот ни е 18 годишен од Неготино, а највозрасниот мислам дека беше странец од Босна. Интересно за тркачите од Босна што се има пријавено на две трки. Значи двете трки почнуваат во различно време. Се има пријавено на 6 часа, почнува во 8 сабајле во сабота, а 12 часовната почнува вечер во 8. Значи он ќе трча сабајле, ќе заврши попладне и ќе почне пак да трча на 12 часа трка. Кои, односно сите оние кои што не гледаат, можеби ќе некој од нив ќе пројави интерес, потоа ќе ве прашам каде може да се пријават, каде да се обратат? Пријавувањето иде преку нашата веб страна. Веб страната е Shri Chinmoy Races, на англиски не, значи races.mk. Шри има името на основачот races.mk и таму има линк каде што пишува регистрација и преку веб страната. За све нешто ако тркачи се заинтересирани може на телефонски број да се обратат. При самиот крај со целата да го зголемиме интересот, со што се ќе се здобијат самите учесници, па и првите тројца победници, ако не се лажам, тројца победници имаме. Прво, второ и трето место. Во апсолутна категорија, значи победници се на сите три трки има победници во апсолутна категорија. Прво, второ и трето во машка и женска конкуренција на 6, 12 и 24 часа. Они добиваат пехар, медалја и диплома. Сите останати добиваат финишерска медалја и диплома. Значи немаме финансиски мотив, немаме финансиски потек, немаме парични награди. Идеме на себе надминување и на тркачи да се здобијат со внатрешни искуства. Па да се надеваме дека ова нема да ни биде последен пат за односно да имаме една ваква тема на зборување за ултрауличен маратон. Се надевам дека и во иднина ќе говориме за тоа и дека ќе се зголемиат онаа бројка на учесници, ако велите дека 50 е доволен број, да се надеваме дека иако тоа е доволен број, сепак ќе се надмине самиот интерес, а тоа значи дека имаме спортски дух многу во Македонија, така да се изразам. Интересот за овакви трки расте и тоа многу расте. Значи сега како прва улична трка во Македонија се надеваме дека ќе стане традиција во понатамошните години и дефинитивно све повише и повише луѓе се заинтересирани за овакви ултра долги дистанции. Да се надеваме дека ќе остане така. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам, Мари. Тоа беше интересна тема. Говоревме за првиот ултрамаратон 24, 12 и 6 часовна трка која што е организирана од страна на Shri Chinmoy. Сите оние кои што се заинтересирани слободно може да се пријават на нивната веб страна.